многу интересна манифестација на која што учениците, членови на научните ученички клубови во училиштата од овој регион имаат да ни презентираат она што го работеа во претходниот период, сериозно, многотрпно, со цел, значи, да ги реализираат целите што си ги поставиле. Имаме представници од повеќе училишта и по некој редослед, како што се присутни тука, ќе ги повикувам да се представат со она што го работеа во рамките на своите ученички клубови. Ние, учениците од основното општинско училиште Единство од село Октиси, работевме на проектот Штедење на енергија. Идејата за овој проект ја добивме еден ден праќачи се од училиште, кога видовме дека едни мајстори пред да стават фасадата на куќата налепуваат стиропор. Се заинтересиравме за оваа идеја и решивме да дознаеме и ние зошто тоа го прават. За реализација на овој проект ни помогнаа наставниците од нашето училиште Фатима Шашко, Кристина Зетировска, Ирена Јанковска и Венедик Даскаловска. За активностите на овој проект ќе ви информираат моите другари, ученици на научниот клуб од нашето училиште. Целта на овој проект ни беше да докажеме дека куќа со изолација штеди повеќе енергија од куќа без изолација. Тоа ни беше хипотезата што требаше да ја докажеме. За докажување на хипотезата најнапред ни беа потребни два модели на куќички, една изолирана и една неизолирана. За активностите по техничко образование ќе ви информира Калчиновски Харис. За изработката на проектната документација работевме скица, работилнички цртеж и монтажен цртеж. Потоа следеше изработката на макета куќа од грановиден картон. Целта на оваа куќа беше функционалноста на димenzиите кои ги зададовме во проектната документација. Потоа следеше изработката на изолирана и неизолирана куќа од лесоник. За изработката на куќичките ги користевме материјалите, алатите, технолошките постапки, цртање на лесоник, сечење, турпирање, брусање и поставување на материјалите за изолација и украсување. Откако завршивме и оваа работа, куќарките ги предадовме на втората група за мерење на температурите. Откако беше извршена оваа поставка, куќарките беа предадени на втората група, која требаше да ги изврши мерењата. Тој дел ќе ви го презентираат Халима Сулеймановска и Елза Мустафовска. Ние требаше да докажеме поставената хипотеза. За таа цел набавивме 3 термометри, савче за вода, решови и тегле. Ставивме вода да врие на 100 степени Целзиусови. Ја туривме водата во теглата и теглата оставивме внатре во куќичката. Во тој случај теглата ни беше изворна топлина. Нацртавме табели каде ги запишувавме почетните температури, собна температура внатре во куќичката и во оđакот. Се договоривме за периодите за кои ќе ги запишуваме температурите. Резултатите од нашите мерења би се представени во табели со графикон, а и со текстуален извештај. Анализа на добиените вредности. Куќичка со изолација. На почетокот од истражувањето, температурата во собата изнесува 25 степени Целзиусови, а во куќичката изнесуваше 23 степени Целзиусови. Анализа на добиените вредности. Куќичка без изолација. На почетокот од истражувањето температура во собата е 25 степени Целзиусови, а внатре во куќичката изнесува 24 степени Целзиусови. После ставање изворна топлина се покача 24 степени Целзиусови на 31 степен Целзиусов за време од 33 минути. Делтата е 31 степен Целзиусов минус 24 степени Целзиусови, делтата е 7 степени Целзиусови. После вадење на изворна топлина имаме промена од 30 степени Целзиусови на 22 степени Целзиусови за време од 83 минути. Делтата е 30 степени Целзиусови минус 22 степени Целзиусови, делтата е 8 степени Целзиусови. На крајот од испитувањето собната температура е 23 степени Целзиусови, а внатре е 22 степени Целзиусови. Сработеново може да заклучиме дека кај куќичката со изолација имаме губење на температура од 6 степени Целзиусови, а кај куќичка без изолација имаме губење од 8 степени Целзиусови. Што значи, со изолациониот материјал сме заштедиле за 2 степени Целзиусови топлина.
Откако беа извршени потребните мерења и беше направена анализа на податоците, преминавме кон активностите од биологија. Тоа ќе ви го објаснат Батица и Мелиса. Биолошките активности се состојат од тоа да направиме столик да помири куќа со изолација и жив организам, во овој случај цитач како најсовршена група на животни. Оваа споредба ја правиме за да докажеме дека човекот на некој начин емитира природата, тоа што го прави човекот, природата веќе го има направено. Пример, електричната јагода е електричната енергија која ние ја користиме, опото и камерата и увото кај луѓе кои Направивме една табела на која се гледаат сите споредени податоци. Кај живиот организам, улога на изолатор има масното ткиво, крстото и вазоконстрикција, што значи стегање на крвните садови. А истата таа улога кај кучичката има стиропол. Кај цицачот, кога е ладно, се случува тресење на мускулите, при што се произведува топлина, а кај кучичката, кога горење на дрва или електрична енергија, изпусна топлина. Кај цицачот, кога е ладно, телото се заврзува работата на срцето и мускулите за производство на повеќе топлина, а кај кучичката трошиме дрва. Кај живиот организам, телото се склучува во топка, кога е ладно, а кај кучичката се користи една соба која загрева. Зимскиот сон се случува за да животното заштеди повеќе енергија и храна, а кај кучичката исто како и претходниот случај. Откако завршија активностите по биологија, се премина во делот во кој требаше да се уредат боравите на кучичките. Тој дел ќе ви го представи Меминовски медиум. Потоа започнавме со набавување на материјали и потоа цртавме на лесоник. На лесонитот го сечевме, потоа го исклучувавме, потоа започнавме со декорација на дворовите. Ја залепивме кучичката, потоа ги кладовме мовот, каменот и масичката. После целиот наш труд, ево што излезе, можете да погледнете. Откако заврши делот во кој се уредуваат боравите, преминавме на активностите од географија. Тој дел ќе ви го објасни Седенка Усовска. Република Македонија се одликува со мощна и телесна клима. Од климата во голема мера зависи количеството на врнежи, полноводноста на реките и богатството на растителниот и животинскиот свет. Во Република Македонија се застапени измената средиземноморската клима, умерено континенталната и планинската клима. Средна годишна температура во Струга изнесува 21,7 степени Целзиусов, а должината на траењето на сончевиот сјај на годишно ниво се движи, например, во Охридско-Преспанскиот регион 2335 часови, а само во јули 343 часа, или дневна просечна по 11 часа, а минимум има во декември по 86 часа. Въз основа од добиените резултати ја докажавме хипотезата. Изолирана куќа штеди повеќе енергија. Затоа, мајстор, градате куќи за изолација, подошва ведење добиваме секој ден. И посебно радува нивното сознание, за да се изработи таков проект, треба да се знае и да се работи на практични проблеми. А така имате скоро сите вие 11. Вторава работа. Проектите и сите фокусирани беа на важни, на битни содржини и на автентични прашања, што е исто така многу вредно продолжите во таа насока. И сето знаење што вие го добивате во училиштата, токму треба да го трансформирате на тоа. И за крај, бидејќи сите вредни, исполнителни, заслуживте награди, а наградите го повикувам Игор Сосански да ги подели на нашите млади научници. Тоа што денес го видовме тука беше навистина извонредно, многу убави проекти, многу убави идеи, така што они се тие што пропуштија она што требаше да го видат, што можеа да го видат тука. Сакам да ви се заблагодарам од мое име, од име на проектот, за вашиот труд во рамките на оваа активност, за вашиот ентузијазам за вклучување во
во оваа активност е формирање на научен ученички клуб во вашето училиште. Вие ќе видите нали како патокас како и во која насока треба да работат, затоа што вие први кои што се вклучени во ваква активност. И само накратко дека оваа година имаме преку 1100 ученици вклучени во оваа активност, преку 110 ментори и во рамките на 56 научни ученички клуба кои што своите презентации ги презентираат на 6 Основно училиште Единство од Октиси. Ви благодарам уште еднаш и посакам пријатен пат на сите што патувате и се надам дека веднага година се задоволите со овие. Благодарам.